Едно од најубавите традиционални јадења во Македонија секако е питата. Денеска Благица Ивановска ќе ни покаже како се прави наша македонска пита. Да. Што ни е пред се потребно за една убава пита? 400 грама брашно, по едно лажиче сол ставаме, по едно лажиче шеќер и вода према потреба за замесување на питата и после се става изварка и јајца во изварката ставаме и ја попрскуваме питата. Може ли да видиме како се приготвува? Може. Прво да видиме тестото како се замесува. Може. Ево го брашното. Ставаме сега едно лажиче шеќер за една пита, едно лажиче сол, ќе не пресолиме па многу, и ставаме после зејтинот, 5 лажици зејтин, и после ставаме водата према потреба за замесување на питата. Какво треба да биде тестото, помеко, потврдо? Средно, ни многу меко, ни многу тврдо за поубаво да се тегне. А вода му ставаме према потреба, колку има потреба, така вода му ставаме за да се истегне убаво тестото. Тоа е веќе осет на рака, оние што се искусни знаат од прилика колку треба. Да, точно, тоа си се знае колку треба да се стави. И после кој ќе се замеси тестото, кој ќе биде готово, го ставаме едно 10-15 минути да остои во зејтин. Малку да остои во зејтин и после тестото го тргаме. Го тегнеме, мислам. Се направат убави кори тенки. Да, после станува тенки корите. Тестото е веќе готово и сега треба да се остави да отстои. Зошто во зејтин? За да остои во зејтин за поубаво да се тегне. И да не се исуши додека стои. Да, нема да се исуши пошто стои во зејтин. Едно 10 минути да остои во зејтин и после многу убаво се тегне тенка да дојде корат. Готово е тестото и сега може да го ставиме во тавче зејтин да стои едно 10 минути и после почнуваме да го тегнеме. Мислам, питата почнуваме да тегнеме и печеме и јадеме. Тестото отстоја 10 минути и сега треба да се... Да, сега ќе почнеме да го тегнеме за да направиме една пита. Ајде да видиме. Бурда, мислам, изваркава треба да ставам сега јајца пред да почнам да го тегнам тестото. Значи да се приготви филот. Да, филот да се приготви за да ми е готов. Ако е урдата солена, значи сол не треба да се додава, да не се пресоли. Да. Не треба, мислам, да се ставали. Урдата си се знае, нормална си е. Не е многу солена. И така. Готова е урдата. И сега ќе почнеме да тегнеме. Сега почнуваме да земаме тестото и почнуваме да тегнеме. Чаршаф од малку ќе ми се. Со рачно, не е со сукало, мислам за тоа се става во зејтин достојува, за да се тегне поубаво. Да биде поеластично тестото, да не пука кората. Да, и поубаво се тегне кога стои 10 минути во зејтин, многу поубаво се тегне, поубаво е питата, баницата по старо ќе кажеме.
Еве сега готово питата ја истегнавме, крајевите ќе ги искинеме одоздола. Сега е готова и сега ќе земеме Да се спреми за филување. Да. Иако стоеше тестото во зејтин, повторно се попрскува. Да, обавезно повторно се попрска, зашто полбо ќе се испечи, полбо ќе се истишти внатре со фил. Обавезно мора да се прска со зејтин за полбова да биде. Ајде сега филот ќе го ставаме. Да има сегмента за да биде по... Ја мислам дека е доста заеден. И сега... Значи чаршафот не служи само како подлога, туку користи и при виткање на корите. Да, за виткање за кор. Ова е така наречено колпите, што би се рекло во некои наши краишта. Веќе е ставено во тавче, дали треба уште нешто да му се стави пред да се пече? Да, одозгора уште еднаш ја попрскуваме со зејтин. Се пече во загреана рерна? На 180 степена околу 10 минути до 15 минути. Питата е веќе готова, да не се подпираме на времето, значи треба да се заруменат корите убаво одозгора. И обично со што се сервира? Може со кисело млеко, со јогурт кој што си има свој укус на јадење. Значи да не се плашат младите домакинки, лесно се приготвува и релативно брзо се спрема. Се што само да има волја, све е лесно за работа. Само да се има волја. Пријатен апетит.